Добро вечер и Божи благослов на сите оние кои што оваа вечер ќе ни слушаат. Се разбира преку емисијата Глас на вистината, која што ќе се емитува постојано и ќе се слуша, се разбира, зборот Божи. Темата за оваа вечер ќе ни биде дали Светото Писмо се уште е актуелно. Значи, дали Светото Писмо или Библијата се уште актуелни. Ке се обидеме да дадеме неколку одговори, се разбира, на вашите прашања преку Светиот Дух. Прво, дали е важна веродостојноста на Светото Писмо и незините, се разбира, документи. Второ, дали е од суштинска важност да ги прифатиме вистинските историски записи, се разбира, на Светото Писмо. Што е тоа Свето Писмо и зошто нас, се разбира, ни е дадено? Еве, сакам да дадам неколку одговори на овие прашања. Светото Писмо е најважно од Божите откровенија. Дадено за човекот, или пак дадени за човекот. Во него Бог ни открива што треба да знаеме за него, како наш, се разбира, Творец или Небесен Татко, за Исус Христос, како наш откупител и за главните вистини на спасението. Нашето спасение зависи од вистинското познавање на Бога и од тоа што го пратил Исус, се разбира. Во Евангелието на Јован, 17 глава, 3 стих ни е запишено: а животот вечен е тоа да те познаат тебе, единствениот вистински Бог, пратен од тебе Исус Христос. Тоа е првото и основно прашање. Што е тоа Свето Писмо и зошто баш нам ни е дадено? Друго, што е тоа Свето Писмо и што тоа опфаќа само по себе си? Светото Писмо во Христово време ги опфаќал Мојсеевите книги и книгите на пророците и, се разбира, Давидовите псалми. Кога зборуваме за псалмите на Давид, се разбира дека Давид има напишано најмногу псалми и затоа него му се препишани псалмите. Иако во псалмите имаме повеќе, се разбира, писатели, но на Давид, како што кажав, му се припишани затоа што Давид е најмногу опфаќа со неговите псалми. Макар што во псалмите имаме 13 содржини. Светото Писмо во Христовото време, како што реков, ги опфаќа Мојсеевите книги, книгите на пророците и псалмите. Еве што вели во Лукиното Евангелие, 24 глава, 45 и 46 стих. Па им рече: ете, тоа е она за што ви зборува уште додека бев со вас. Оти треба да се исполни се што е напишено за мене во законот Мојсев, кај пророците и псалмите. Тогаш ќе им го отвори умот за да можат да ги разберат, се разбира, писмата, или да го разберат писмото. Се разбира, во тоа време стануваше збор за петтокнижието на Мојсе, Тората, и затоа Исус вели им ги отвори умот за да можат да го разберат Светото Писмо, псалмите и пророците кои што пред Исус биле испратени, се разбира, од страна на самиот Господ Бог, повикани и испратени. Друго, списите на апостолите исто така биле признати како дел од Светото Писмо. Ако видиме во Новиот Завет, апостол Павле, кој подоцна Господ Исус го повикува и го сретнува за патот на Дамас, има напишано најмногу посланија. Оствари, има 13 посланија, и ако му го препишеме посланието на евреите, би имал 14 посланија. Апостолот Петар ги спомнува, како што реков, посланијата на апостол Павле како дел на Светото Писмо. Исто важно е за писателите или за другите апостоли. Меѓутоа, Стариот и Новиот Завет постојат или се со целосна хармонија. Стариот Завет е темел на Новиот. Писателите на Новиот Завет често цитирале, се разбира, од Стариот Завет, па дури тоа го правил Господ Исус Христос. Ако видиме во Евангелијата, најмногу Исус ги цитирал двете старозаветни книги, тоа се псалмите и книгата на пророкот Исаија. Тоа го докажува дека обата дела на Светото Писмо се еднакво важни и обата се збор Божи, како темел на нашата вера и, се разбира, на нашиот живот. Како е дадено Светото Писмо? Иако Светото Писмо го пишуваат луѓе, пророци, апостоли, тоа е дадено од Бога, зашто е резултат на божественото дахонение.
Еве што вели во 2 Тимотеева 3:16. Значи 2 Тимотеева, се разбира, ја пишува апостолот Павле, го спреќа ова писмо до Тимотеј, 3:16. Значи 2 Тимотеева 3:16. Еве што вели Словото Господово, па дури 17 стих. Целото писмо е од Бога вдахновено, полесно за поука, казнување, поправање и поучување во праведноста, за да биде Божиот човек усовршен и совршен, подготвен, се разбира, за добро дело. Како што реков дека целото писмо е од Бога дадено. Бог преку Светиот Дух открива или ја открива својата вест преку посебни и одбрани луѓе. Оти некогаш не според човековата воља не е изречено ниту едно пророштво, туку светите Божи луѓе зборувале просветени, се разбира, од Светиот Дух. Ова нас ни е запишано во 2 Петрово, 1 глава, 21 стих. Значи и апостолот Петр го повторува и го цитира истото, дека целото писмо е од Бога дадено и ништо не е напишано според човечка воља. Како што рековме, можеме и се разбира со Божја помош да видиме дали е важна веродостојноста на Библијата и незините документи, и друго, уште што можеме да видиме дали е од суштинска важност да ги прифатиме како вистински и историски книгите. Друго, ако зборуваме за Библијата, има луѓе кои што мислат дека таа сама по себе си противречи. Дали е Библијата сложена книга или сама по себе има противречности. Но досега оно што можевме да видиме дека се разбира дека Библијата е од Бога и дека Бог е автор на Светото писмо, таа не може да си противречи, затоа што се разбира Господ е оној преку Светиот Дух кој ги исполнувал и зборувал преку устата на апостолите, пророците и светите Божи луѓе кои тој ги повикал и ги избрал за да ја пренесат Божиот збор. Бог одбрал неколку луѓе што ги вдахновил со Светиот Дух, им го открил планот на спасение и своите, се разбира, намери во врска со човекот или човештвото. Бог им ги вдахновил само мислите, а тие нив ги изразил со своји зборови, објаснувајќи ги и ги примил од Бога. Тие ги запишале истите работи кои што Бог им ги испратил. Ако зборуваме за Библијата или Светото писмо, колку време е напишано, исто така е многу важно да знаеме дека тоа е напишано околу 1600 години. Во него учествувале некаде околу 40 написатели кои пишувале еден долг период. Се разбира, Стариот Завет бил пишан 1500 години, а Новиот Завет бил пишан 100 години. Вкупно заедно е напишано 1600 години. Затоа реков дека на еден толкав голем период да се пишува Светото писмо и го пишувале, се разбира, Божи луѓе вдахновени преку Светиот Дух, значи не гледаме дека може да има противречности, туку гледаме дека Библијата или Светото писмо е дадено од Бога и дека го пишувале Божите луѓе и не постои никакви или не постојат никакви шанси за да тоа само по себе си противречи. Библијата е книга која е над сите книги, се разбира, иако е многу стара, тоа е нашата важна тема, иако е многу стара, но се уште е важна и многу е актуелна, затоа што реков дека Бог е автор на Светото писмо и во тоа писмо Бог го објавува својот план за човекот и за Исус Христос, кој ќе дојде и ќе ги земе гревовите на човекот и ќе ја плати цената која што требаше да ја платиме јас и ти. И затоа е многу важно да го читаме заедно Светото писмо, затоа што понекогаш размислуваме за кого е дадено да се чита Светото писмо. Ако читаме добро и почнеме, ако веќе не сме читале Светото писмо и почнеме да читаме Светото писмо, ќе откриеме дека Светото писмо ни е дадено на сите нас, да можеме да го проучуваме
И не само да го проучуваме, туку преку него да се храниме, да храниме верата, да растеме преку верата, се разбира, и да станеме зрели Божи луѓе, подготвени за тоа второ триумфално доаѓање од каде нели што го очекуваме и нашиот Спасител Исус Христос. И затоа толку многу е важно да се чита Светото Писмо, затоа што реков преку него се храниме или растиме во верата. Кога и како можеме да го читаме? Дали постои некој посебен термин, посебен начин како би можеле да го читаме Светото Писмо? Кога ќе го читаме, се разбира Светото Писмо, ќе видиме дека нам ни е достапно секое време и можеме да го читаме секое време. Било кое време може да се чита. И тоа на секое место. Нема одредено место каде можеме да го читаме Светото Писмо. Не постои такво нешто. Значи, ние можеме да го читаме во секое едно место и дури апостол Павле вели, можеме да се молиме во секое едно место. Зошто? Затоа што ние веруваме дека Бог е насекаде. Исус на своите ученици им рекол, каде ќе се зборува за неговото име, тој ќе биде меѓу нив, каде и да се. Затоа е многу важно дека кога ќе го читаме писмото, дали сме дома, или сме на работа, или сме во некое посебно место, или патуваме, не е важно. Можеме да земеме и да читаме, се разбира, збор Божи, од кој што ќе научиме и ќе се храниме. Во зборот Божи се открива, како што реков, Божјата голема тајна. Се открива што е многу важно, се зборува за последните времиња. Како ќе настапа, што ќе се случува. Тука Бог во оваа книга ни ги открива многу нешта. Многу е важно исто така, ако видиме како Бог, ако зборуваме како Бог и од каде Бог не предупредува или ни зборува нам, се разбира пред се ни зборува преку Светиот Дух во нашето срце, но исто така не смеме да заборавиме дека Бог ни зборува преку Светото Писмо. И затоа е важно, сметам дека е многу важно да земиме да го читаме, да го разработуваме, да се храниме од него, да копаме од него и Бог на еден величествен начин, на еден совршен, перфектен начин Бог може на сите нас, се разбира, да ни се открие. Но исто така, тука е многу важно. Кои се нашите мотиви за читање на Светото Писмо, за откривање на Божите тајни? Дали имаме чисти мотиви во нашето срце или нешто друго се крие? Затоа е многу важно да знаеме кои се нашите мотиви и зошто ние го читаме Светото Писмо. Денеска голем број на луѓе го читаат од различни аспекти. Но она што е многу важно, ако сакаме да го откриеме величествениот Божи план за нас и за целото човештво, тогаш е многу важно со искрено срце, искрени мисли и искрен ум да го повикаме Бога и да почнеме да го читаме Светото Писмо. Затоа јас препорачувам оваа вечер, затоа и постои ова емисија како глас на вистината, да можеме секогаш да го слушаме не само зборот Божи или Светото Писмо, туку и гласот на вистината, а тоа се разбира Светото Писмо наречено Библија. Друго да спомниме кога зборуваме за Светото Писмо колку книги има обата завети. Зборуваме за Стар и за Нов Завет. Одговоривме колку време им било потребно да се напиши Новиот Завет. Поточно и Новиот и Стариот Завет. И видовме колку луѓе, Божи луѓе, дахновени луѓе од Светиот Дух го пишувале Светото Писмо. И рекоме дека 40 на луѓе го пишувале и им било потребно да се состави, да се напиши Стариот и Новиот Завет 1600 години, од кои што 1500 години Стариот Завет и 100 години Новиот Завет. Зошто толку е многу важно, реков, да се чита Светото Писмо? Значи, толку многу важно е да се чита, затоа што едноставно Бог ни го испрати нам, да може преку него да не предупреди. Затоа реков, не само Бог ни го открива планот, туку тој не предупредува, како наш небесен татко, како наш творец, а ние како негови деца. Бог не предупредува. На почетокот, ако читаме во Библијата за првите луѓе, Адам и Ева, ќе видиме како Бог ги предупреди пред тие да направат или
да сгрешат, да вкусат од плодот од кој Бог им забрани. Еве, ќе читаме во првата книга на Мојсе, книгата Создание, ќе читаме 16 и 17. Значи, втора книга на Мојсе, Создание, ќе читаме 16 и 17. И вели вака славото Господово. И му заповеда Господ Бог на човекот, велејки: од секое дрво во градината можеш да јадеш, освен од дрвото за запознавање на добро и зло. Од него не јади, зашто во кој ден ќе вкусиш, во тој исти ден и ќе умреш. Значи, еве како Бог го предупредува човекот. И затоа реков, писмото е тука, не само да не инспирира, не само да не запознае со Божјиот план, со последните времења, но исто така сака Бог да не предупреди за нашите постапки и за нашиот живот и да одговори на многуте од наши прашања, особено од три клучни прашања: од каде сум, зошто сум на светот и каде после смртта. Библијата дава одговор на сите овие прашања и затоа сметам дека е многу важно да ние го читаме Словото Господово и тоа ќе ни открие многу нешта. Всушност, првенствено Бог ќе ни се открие. И не само тоа, туку тој ќе го открие неговиот совршен план за нас и за целото човештво. И ќе не предупреди за последните времења, за да можеме да бидеме подготвени. Затоа што многу близко е неговото триумфално или второ доаѓање на оваа земја. Еве, денеска живееме во многу тешки времења, се случуваат многу нешта, но затоа Бог и за тие нешта не предупредува. Библијата има исто така пророчки книги, ако го читаме како Стариот, така Новиот Завет, особено ако ја читаме книгата Откровение, ќе видиме како Бог го предупредува човекот. И така започнува книгата Откровение, па дури и така завршува, станува збор за предупредување. Еве, ќе отвориме книгата Откровение, првата глава, значи книга Откровение, првата глава. Ќе читаме од 1 до 3. Значи книга Откровение, тоа е последната книга на Новиот Завет или на Светото писмо наречено Библија. Откровение на Исуса Христа, кој му го даде Бог за да го покаже на слугите своји она што треба да стане скоро. Тој тоа го најави, испраќајќи го својот ангел на слугата свој Јован, кој посведочи за Словото Божјо и за сведоштвото на Исуса Христа и се што виде. Блажен е оној кој чита и они што ги слушаат зборовите на оваа пророштво и пазат на напишаното, зашто времето е блиску. Еве, гледаме повторно како Бог преку својот ангел им го открива ова, се разбира на своите ученици, првенствено на Јован Богослов, дека времето е многу блиску. И кога ќе ја читаме последната глава, тоа е всушност 22 глава, ќе видиме повторно како Бог завршува се разбира, со предупредување. Значи, тој почнува и тој завршува со предупредување. Затоа е многу важно да го читаме Светото писмо. Еве што вели Словото Господово. Вика, им рече: овие зборови се верни и вистинити. Господ Бог, светите пророци, го испрати ангелот свој за да им го покаже на своите слуги она што треба да стане скоро. Еве, доаѓам скоро, блажен е оној кој ги пази пророчките зборови на оваа книга. И јас, Јован, го видов, го чув ова, и го чув, и видов, паднав за да се поклонам пред нозите негови, на ангелот, кој ми го покажа сето ова. Но тој ми рече: стој, немој, зашто јас сум слуга како и ти, и браќата твои, пророците, и оние што ги држат зборовите на оваа книга, поклони му се на Бога. И ми рече: не запечатувај ги пророчките зборови на оваа книга, бидејќи времето е блиску. Значи, втората глава читав од Откровение, освари 22 глава од книгата Откровение, од 6 до 10. Особено конкретно и клучно е 10 стих, каде што вика: бидејќи времето е блиску. Значи, во првата глава гледаме како Бог ги предупредува луѓето,
а и во последната глава од книгата Откровение гледаме како Бог ги предупредува луѓето. Како што реков на почетокот, Бог ги предупреди првите луѓе, кои тој ги твори со своја рака и ги создаде по својот образ. Тоа беа првата брачна бројка, првите луѓе кои Бог ги создаде, нели се разбира, првиот брачен пар, кој Бог ги создаде и ги предупреди и им рече да внимаваат, да бидат внимателни. Затоа Бог реков, ги предупреди во кој ден ќе вкусиш, во тој ден истиот и ќе умреш. Така да, затоа е многу важно да го читаме Светото писмо заедно и да видиме што Господ зборува за сите нас. И не само што Бог не предупредува, не само што тој не ги открива нештата, туку Бог и не укорува. Многу често пати Бог знае да не укори, се разбира, преку Светиот Дух. Како Стариот Завет, така и Новиот Завет, Бог зборува и преку пророците, како што реков, но и тој самиот не укорува. Каде? Се разбира, во нашето срце и нашата совест. И во Библијата е откриен како природен закон, затоа што реков Бог зборува во нашето срце и во нашата совест. Така да, Господ нека ви благослови ова вечер, Господ нека ви даде добри соништа, имајте убава и благословена вечер, Бог нека биде со вас, па се разбира, ако даде Господ да бидеме здрави и живи, се гледаме или се слушаме до наредната емисија насловена како Глас на вистината. Божи благослов и Господ со вас нека биде. Чао! Добро вечер и Божи благослов на сите оние кои што оваа вечер ќе ни слушаат. Се разбира, преку емисијата Глас на вистината, која што ќе се емитува постојано и ќе се слуша, се разбира,